Најново издание на регионалните вести. Во сообраќајна несреќа животот го загуби 77 годишен пешак од Гостивар. Полицискиот билтен бележи 2 излетувања на автомобили од пат. 70 годишен пешак загина во сообраќајна несреќа откако во него удрил 25 годишен гостиварец со неговиот автомобил. Несреќата се случила вчера околу 14 часот и 50 минути на булеварот Браќа Ѓиновски, информира портпаролот на СВР Тетово Марјан Јосифовски. На самиот влез во Гостивар се случила сообраќајна несреќа со за жал трагични последици во која учествувале патничко моторно возило Volkswagen Bora со гостиварски регистарски таблици, што го управувал 25 годишен жител на Добридол и 77 годишен гостиварец пешак. Во несреќата, од удирањето и соборувањето, 77 годишниот гостиварец задобил тешки телесни повреди и по укажаната лекарска помош во гостиварската болница, а заради сериозноста на повредите, итно е пренесен на скопските клиники. Нешто подоцна, околу 20 часот, тој им подлегнал на повредите, односно починал. Јавен обвинител и екипа од полициската станица Гостивар извршија комплетен увид кој траеше безмалку 3 часа. Местото на несреќата и возилото се фотодокументирани, возачот алкотестиран и се превземаат мерки и активности за целосно расветлување и утврдување на сите поединости поврзани со причините, околностите и се друго. Полицискиот билтен бележи 2 излетувања од пат. Едното се случило ноќеска околу 1 часот по полноќ на регионалниот пат Тетово-Пирок во Горно Палчиште, кога патничко возило Опел со тетовски таблици што го управувал 36 годишниот БД од Ѓурѓевиште загубило контрола и излетало од колово, се удрило во зид од штала, информира СВР Тетово. Од излетувањето возачот задобил телесни повреди, пренесени во Тетовската клиничка болница и по укажаната помош пуштене на домашно лекување. Извршен е увид во рамките на кој е утврден дека причина за излетувањето е преврзо возење, додека материјалната штета се проценува на 60.000 денари. На регионалниот пат Гостивар Градец, пак во близина на мостот во Зубовце, патничко возило Фиат Панда со гостиварски таблици, управувано од 63 годишниот гостиварец Сђ, вчера вечер околу 19 часот загубило контрола и излетало од коловоз, при што возачот задобил телесни повреди и за кусо време со друго возило пренесене во гостиварската болница, а по укажаната лекарска помош пуштене дома. Причина и за оваа сообраќајна незгода, според утврденото во увидот, е неприлагодена брзина. Материјалната штета се проценува на 60.000 денари. Воедно денес полицијата информираше и за контролните активности на секторот за внатрешни работи Тетово, кои со несмалено темпо и динамика продолжуваат и оваа недела. Вчера во Тетово и во Гостивар биле спроведени активности за контрола на однесувањето на пешаците, односно колку и како тие ги почитуваат знаците и другата сигнализација. Во Тетовската акција откриени се 13 прекршоци. 5 пешаци поминувале на црвено светло, 4 не се движеле по тротоар и исто толку ги преминувале улиците надвор од обележаните премини. На сите прекршители изготвени им се покани за наплата на глоба. Според СВР Тетово и во гостиварската акција констатирани се 13 прекршоци, односно преминување надвор од пешачките премини, и тие ќе се соочат со покани за наплата на глоба и со задолжително посетување на сообраќајната поука која е планирана за утре во 11 часот. Рем Шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем Шопинг центар. Започна изградбата на нов цевковод од местноста Вруточки Анови до објектот на филтер станицата во Вруток. Зафатот е дел од проектот за подобрување на водоснабдувањето на општина Гостивар.
Со градежните работи предвидено е поставување на нови доводни цевки и пропратна опрема на стариот цевковод, кој датира од пред 5 децении. За оваа намена ќе бидат издвоени околу 200.000 евра, а финансирањето оди преку швајцарскиот секретаријат за соработка. Значи денеска сме во село Вруток, поточно во Врутечки Анови. Почнуваме со работа изведена работи во цевководот, стариот цевковод, поврзувањето фактички на стариот цевковод Фи-250 со филтер станицата која е во изградба. И исто така, значи, после филтрирање водата ќе треба да се врати пак на истиот цевковод за да се снабдува со вода за пиење градот Гостивар. Дел од проектот со швајцарската влада, поточно со СЕКО, значи секретаријатот за соработка на владата на Република Швајцарија. Вредноста на проектот се знае, значи потпишана е на 2.400.000 франци. Овој дел на проектот кошта 12.500.000 денари. Должина на цевководот е 1600 метри. Значи нормално ќе има и пропратна ова шахти и елементи што ќе бидат поставени со овој проект. Според предвиденото, градежните работи треба да се заокружат за 2 месеци. Од комуналец велат дека прекини во водоснабдувањето во тој период нема да има, освен еден ден кога треба да се изврши поврзување. Гостивар нема да остане без вода за пиење, значи ќе се завршат сите градежни работи и на крај само ќе се прекине водата за пиење, во текот на еден ден ќе се направи поврзување и градот ќе се снабдува со вода нормално. Паралелно со овој зафат тече изградбата и опремувањето на филтер станицата во Вруток. Џафери најави дека компанијата која работи на пречистителната станица ги завршила главните активности и за околу 2 месеци Гостивар конечно ќе добие чиста вода за пиење. Редовната имунизација на детето од септември ќе биде главен услов за негово запишување во прво оделение. Годинава ќе бидат воведени и 5 и 6 валентните вакцини. Оваа недела се одбележува Европската недела на имунизација. Последниве години се повеќе родители во земјава се решаваат да не ги вакцинираат своите деца, но вакцинацијата е единствената медицинска интервенција која е регулирана со закон, а од септември редовната имунизација на детето ќе биде главен услов за негово запишување во прво оделение. Родителите кои од било која причина пропуштиле навреме да го имунизираат детето, истото ќе можат да го направат во договор со детските диспанзери. Освен за хемофилус инфлуенца кој се дава до 2 годишна возраст, значи ревакцината која можеме да ја дадеме до 2 годишна возраст, за сите други согласно со календарот, значи може да се даде. Сега дитеперот можеме да го дадеме додека не наполнат 5 години, но може да се даде, да кажеме, ако е пропуштена некоја од дозите, од 5-та до 6-та година, односно до 7-та пред да ја прими првата ревакцина, школска ревакцина, може да прими дите вакцина, значи согласно со календарот ние можеме да обезбедиме и тие деца да бидат уредно вакцинирани. Годинава согласно календарот за имунизација ќе бидат воведени и 5 и 6 поливалентни вакцини. Родителите навреме ќе бидат информирани дали нивното дете ќе биде имунизирано со овие вакцини и во кој период. Вакцинацијата со нив ќе почне од месец август. Така беа најавите од Министерството. Сите деца, значи, кои не ја примиле ревакцината, односно од каде што сме застанале, понатаму ќе продолжат со поливалентните вакцини. Така барем беше најавено на семинарот кој беше одржан од Министерството за здравство. За се понатаму ќе бидат одржани семинари на регионално ниво, значи ќе има одржано тука и во Тетово. И за сите понатамошни информации што ќе ги добиеме, ќе бидете и вие како новинери известени, така да целата популација биде запознаена. Се надевам дека со тоа ќе бидат отстранети и оние стравови, значи од страна на родителите, бидејќи знаеме дека од дите перот можеше да се покачи температурата, да се појават конвулзии, макар што многу ретко можеше да се јават грчеви кај малите деца. Во овие вакцини веќе се дава поинаку, значи
и можноста е намалена. Како што ни изјави доктор Костевски, вакцината е една од најисплатливите превентивно-здравствени мерки и наједноставен метод за заштита од одредени заразни заболувања. Кога родителот го вакцинира детето, го заштитува и неговото здравје и здравјето и на другите деца. Имунизацијата никако да не се запоставува, да родителите да не дозволат да не ги вакцинираат своите деца, бидејќи на тој начин покрај што му прават штета на своето дете, тие прават штета и на целокупното општество. Имунизацијата е единствено од сите медицински интервенции која е регулирана со закон, што значи дека не носењето на децата на имунизација е подлежно на закон, односно на судска постапка и понатаму соодветно законски казни кои што следуваат. Но не е целта да се имунизацијата да се спроведува по пат на закена, туку треба родителите да сватат дека со тоа им прават голема белја на своите деца. Знаеме дека наназад веќе 30 и повеќе години во нашата држава не постојат болести како што е дифтеријата, како што е детската парализа, а сето тоа е постигнато благодарение на редовно спроведената имунизација и на тој начин веќе ги немаме тие болести на нашето поднебие, а знаеме дека порано луѓето умирале од дифтерија, умирале од тетанус, што сега веќе не е случај. Од 20 до 25 април годинава се одбележува Европската недела на имунизација. Мотото под кое се одбележува е заштити, спречи и вакцинирај. Денеска во Велес на пресконференција Панчо Иванов, председател на општинскиот огранок на СДСМ Велес, објави нови аудиоснимки за кои се тврди дека се прислушувани телефонски разговори. Го има докажувано наши вест со ќутек. Да, и немаше реално, значи и таму ние тоаш ги, знаеш, у принцип ја ако не се договориме нешто да им даваме, ништо не им давам, кој да дојде, ама реално се сигам и у книгата на наста не имаше нешто незаведено, што викаш со ќутек. Да. Значи немаше предмет таму, нешто пишуваше, они се бунеа демек човеков го снемало тој што им бил како сведок за сопот и после одеднаш човеков сам признава. Значи они имаат капано, имаат одлежано и сега ако се повешува не нешто, они одлежали вака и така. Они одлежале само тоа. Ама од друга страна, наши сме ги осудиле, лежеле луѓено. Па тоа е проблемот, и ке тужат за, знаеш, за штета, за сите тие работи. Не, договорили, да не тужат. Ти направи мојот, ако може нешто така на средина, не знам на колку се осудени, многу време се они таму. На 14 години бил осудени. Не божо, има туше или некако некое помилување да биде средина. Абе, добро, ама знаеш, не се малку 10 да ги одлежиш во затвор, видиш, а 10, а 20, видиш, не ги броиш после 10. Не, они сака, ниф па ти име гајле за некој шиптар у затвор. Затвори не се полни со шиптари, нифиме политички да испоентираат и сега име сезона, нели, они 13 август го таргетираат, ради рамковниот. Ми кажуваат дека се јавува овој што му е Горан како шеф на обезведување и јас од таму извлеков заклучок дека знае, пошто изгледа му е незгодно да ми се јави за ваква работа, мислам. А тоа е, и плюс, знам дека знаете, проблематичен си е син му на Трајко. И кега му да само син му? Така да мислам дека на него му е незгодно да ми се јави за ваква работа. Шом се јавува во војот обезведување, сигурно знае. А дефинитивно, мислам, кокаине, направиле тест, нели, оние брзи тестови што се. И вие усито... Они знаат че сине. Момам? Они знаат че сине, сигурно ќе дознаат. Ке дознаат, мислам, они може и да не знаат се, ама јас мислам ке се дознае. Работа се е борбата, пошто е мала количина, например, и кај нас некого да го фатат со грам 2, нели тоа што се вика за лична употреба, наркоманов не одговараат дилериве. И во принцип тоа поседување на дрога е прекршок, продавање е кривично дело. Се оние странски државјани некако ако може да го спасат по тој основ, оти ако влезе у грчки затвор,
Тоа ќе биде циркус. Види, ако дозна чистина, ќе влезе. Ја рачунам колку пари имам на сметка, 2013 без екстра приходи, само од плата можам да ја преживам. Од 2013 на крај, 1.300.000 евра ќе легнат на моја сметка, на Визарис. А таму сум ја сама. И onda они ќе дојдат, не после они ќе дојдат да ме молат за да ги платат парите. За јас им ги платам парите. Ама битно е да помине тоа со Визарис, уште не е помине. Значи ќе помине. Тоа ќе помине. Во крајна линија, сега збориме не се согласуваат со ништо и се ме одјавуваат, така? Значи јас имам доволно пари за да живеам, не ми требаат луксузи, нема да купувам стан, нема да се задужам. 2013 ќе одлежам зима како мечка у Пештера. И ќе кјутам. Абе, не е тоа мечко Пештера, се види Пештера да се живее како квалитет. Не, сакам да ти кажам, значи нема да купувам стан, разбираш, ќе ја продадам ланчата и готово. И нема да се луксузирам, ништо нема да правам 2013. Средношколците по трет пат маршираат против лошите реформи во образованието. Неколку илјади студенти се собраа кај фонтаната кај градски парк, од каде започна средношколски марш. Тие во рацете држат транспаренти со пораките: "Не си го реформирај, министре образованието, затоа мама не ме праќа на школа. Професори, учениците ви одржаа час, не ни го уништувајте образованието. Лоши реформи, средношколец не е еднакво на бел глушец. Министре, од нас ли се плашите? Верувајте им на младите, тие се креатори на иднината." Од градскиот парк се упатија кон владата, каде им се придружија и студентите, а потоа продолжија до пред Министерството за образование и наука. Пред неколку денови средношколскиот пленум доби поддршка од студентскиот пленум. Студентите велат дека повод за маршот е игнорантскиот однос на Министерството за образование и наука кон барањата на средношколците. Учениците бараат да полагаат државна матура според стариот концепт и 6 месеци да биде ставен во мирување законот за екстерното тестирање. Делот средношколците протестираат речиси 3 недели. Министерот за образование пред 10 дена најави дека ќе се сретне со нив кога ќе најде време во агендата, но досега средба немаше. Во меѓувреме, како што велат од средношколскиот пленум, врз нив се вршеле притисоци од директорите на училиштата и од некои професори да престанат со бојкотот. Првиот средношколски марш, кога учениците порачаа стоп за лошите реформи, се одржа на 19 март, а на вториот, на 1 април, учениците на символичен начин ги погребаа реформите. Партијата за демократски просперитет одржа пресконференција за медиумите на тема актуелната безбедносна состојба во земјава. ПДБ смета дека крајно време политичките лидери на партиите кои се во процес на меѓусебни обвинувања да ги продолжат сериозно преговорите преку медиација на меѓународниот фактор и да изнаоѓаат прифатливи решенија кои ќе придонесуваат за јакнење на институциите на државата. Исто така би придонеле кон искоренување на корупцијата, организираниот економски и друг вид криминал, јакнење на правната држава и владењето на правото и секако на крај организирање на фер и демократски избори. ПДБ е цврсто убедена дека реализирањето на гореизнесените цели не смее да оди по пат на објавување на амнестија за лицата под сомневање дека се актери на криминални дела, затоа што таков факт нема да го искоренува злото кое со децении го кочи економскиот развој на земјата, исто така го кочи и евроатлантската интеграција и создаваше криминални политички олигарси. Создавањето на специјално обвинителство и специјален суд за овие можни дела со присуство на судии од ЕУ би довело до вистинско правно решение на проблемот. Излезот од кризата ПДБ го гледа во создавање на влада од широка коалиција, во која би учествувале и представници на вон парламентарните партии, како и представници на цивилниот сектор. ПДБ ги осудува немилите настани во село Гошица. Тргнувајќи од фактот дека се уште нема официјално соопштение од страна на нашето МВР
во врска со тоа како е дојдено до таа ситуација. А од друга страна пак имаме официјално соопштение од страна на Министерството за внатрешни работи на Република Косово, во кое што се вели дека не се забележени такви движења од нивна страна, остава простор за да се сомневаме во една можна неуспешна режија од страна на одредени структури на власт. И сето тоа со цел за да се оттргне вниманието од дневно-политичките настани. ПДП е убедена дека албанската, како и целокупната јавност во Република Македонија, знае да ќе разпознае целите на овие актерства, кои што во никој случај не придонесуваат кон нормализирање на ситуацијата во државата. Исто така сме убедени дека тврдењата на ДУИ за наводна нивна неопходност за останување во владината коалиција не се подкрепени со издржливи аргументи и дека и тоа јавноста го распознава како изнаоѓање изговор за мирно останување на власт под секоја цена од причини само на нив познати. Индикативно е тоа што ова се случува секогаш кога се под притисок на домашната и меѓународната јавност. ПДП исто така апелира до сите граѓани да придонесуваат кон зачувување на мирот, затоа што на Република Македонија не се потребни нови конфликти, а уште помалку војни кои што би биле за туѓи интереси. Министерот за финансии и вице-премиер Зоран Ставрески, министерот за труд и социјала Диме Спасов и пратеникот Владко Ѓорчев зборуваа пред гостиварци на трибина што синоќа во Гостивар ја организираше ВМРО ДПМНЕ. Актуелната политичка состојба, владините мерки во социјалата и проектите во економијата беа теми на кои се разговараше на трибината што синоќа во Гостивар ја одржа ВМРО ДПМНЕ. Министерот за финансии и вице-премиер Зоран Ставрески пред гостиварци потенцираше дека за владата најважна работа е отворањето на нови фабрики и што повеќе работни места. Кога одиме меѓу граѓаните, кога зборуваме со нив, првото прашање што вие ни го поставувате со право е како да дојдеме до работно место, како да се отворат повеќе фабрики, како да се направат повеќе инвестиции. И верујте, нема поважна задача за премиерот Груевски и за тимот кој што работи со него на привлекување на инвестиции, од таа да отвориме нови фабрики во Република Македонија. Во времето на СДСМ единственото што го памтиме е најлошата приватизација што беше спроведена било каде, затварањето на фабриките, меѓу кои многу овдека во Гостивар, погоните, текстилниот погон, стакларата и сите други кои што на времето работуваа луѓе, беа затворени. На трибината Ставрески меѓу другото зборуваше и за зафати и проекти на подрачјето на Гостивар за кои владата обезбедила пари. Да се обезбедија пари за филтер станицата и таа се очекува за наредните 2-3 месеци да биде целосно завршена и Гостивар конечно да го реши тоа прашање. Тоа е она што во нашата програма, како што знаете, предвидени се и реновирање на училишта, обезбедивме опрема во болницата, предвидени се изградби на спортски сали и игралишта, едно од игралиштата кое што само што сега разговаравме со Сашо и кое што е ставено во програмата на Агенцијата за млади и спорт е она во Цигуана што треба да се гради за повеќе наменско игралиште. Мрачните сценарија и деструктивните обиди на опозицијата нема да не спречат во реализација на дадениот збор и ветувањата во програмата, изјави во Гостивар министерот за труд и социјала Диме Спасов. Нема да не спречат со реализација на проектите од програмата. И покрај тоа што ветивме за оваа година зголемување на социјалната помош за 5%, ние во јули ќе зголемиме за 10%. Тоа е значителна финансиска поддршка за најранливите категории, за оние најсиромашните кои што ќе добијат значителна финансиска поголема помош веќе од јули оваа година, а изминатиот период во мандатот додека оваа влада е на власт, социјалната помош ја зголемивме за 47% до сега и за нови 10% од почетокот на јули оваа година. И нема да застанеме тука. На трибината, чиј домакин беше општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ во Гостивар, свое обраќање имаше и пратеникот Владко Ѓорчев.
Наместо слобода на изразување, во Македонија постои говор на омраза, велат граѓанските активисти кои денеска учествуваа на трибината под наслов Слободата на говорот. Невладините организации велат дека навредите и клеветите кои ги трпат различните категории на граѓани ретко завршуваат со судска разрешница. Слободата на говорот, велат учесниците на дебатата, е цензурирана најчесто кога се критикува владата. Според граѓанскиот активист Беки Масани, тој говор на омраза е широко распространет во Тетово, со оглед на ширеноликоста на населението од различни етнички и верски припадности. Говорот на омраза многу влие на меѓуетничките односи, вели Асани. Имаме слобода на изразување, но според мене таа слобода на изразување говор на омраза повеќе отколку слобода на изразување. Во тој случај, тој говор на омраза за некои луѓе е слобода за изразување според нивните гледишта и сето тоа поминува неказнето од институциите на системот, а со тоа и те како вака мешана средина влијае на секојдневните односи. Секако дека целта на оваа дебата е да ги отвори прашањата, односно проблемите со кои што се соочуваат и новинарите, кога станува збор за слободата на медиумите. Знаеме во каква состојба се наоѓа Република Македонија веќе години наназад, кога станува збор за слободата на изразување, слободата на примање и испраќање на информации. Слободата на медиуми е оној сегмент со кој што и такако се занимаваме, кога сакаме да дефинираме колку демократските процеси во една земја до кое ниво се стигнати, за да можеме да дадеме дефиниција за тоа како се остваруваат правата. Со закани притисоци се спречува слободата на говор и изразување кај граѓанските здруженија, студентите, средношколците и слично, изјавија од НВО инфоцентарот. Сметаме дека ситуацијата станува се повеќе алармантна и сакаме да апелираме дека мора во суштина и надлежните институции, па и власта да ја смират оваа ситуација, да не подгреваат етикетирање, заплашување и закани, бидејќи Македонија треба и мора да биде демократска држава, каде што ќе се почитуваат основните слободи и права на луѓето. Сепак додаваат учесниците на дебатата и покрај притисоците и заплашувањата, кај голем дел од граѓаните се буди свеста, тие се охрабруваат слободно да го искажат своето мислење и да ги побараат своите права преку протестите, како во примерите со студентите, средношколците и хонорарците. Локална дискусија во врска со проектот Креирање ефективни можности за младинско вработување организираше денес во Тетово Институтот за развој на заедницата. Овој настан е во рамките на проектот Креирање ефективни можности за младинско вработување, чиј имплементатор е Коалицијата на младински организации СЕГА. Овој проект е поддржан од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност преку програмата Erasmus+. ИРЗ е вклучен во проектот како организатор на локалната дискусија која ќе се организира во Тетово. Имено треба да се организираат во рамките на овој проект главни проектни активности се 10 вакви локални дискусии и конференција кои ќе резултираат со документ со политики за подобрување на состојбата со младинско вработување. Целта на дискусијата е структурен диалог меѓу засегнатите страни во процесот на младинско вработување, носителите на одлуки и младите. Значи, темата е актуелна, важна и битни се вакви дискусии и од кои ќе излезат препораки за подобрување на состојбата со младинското вработување. Значи, знаеме дека младите карактеристика нивна е преминување од образование во општеството, значи инклузија во општеството преку вработувањето, така да вработувањето на младите е доста битно и ова дискусија е многу важна. Од сите локални дискусии, 10 што ќе бидат содржани препораките и заклучоците во документ со политики, position paper, кој што се надеваме и сигурно ќе допринесе за подобрување на состојбата со младинското вработување во Република Македонија. И да ви кажам дека истражувањето на коалиција сега ќе го презентираме на оваа дискусија. Тоа е за актуелните политики во поглед на младинско вработување во Европската Унија и во Република Македонија и колку Република Македонија ги следи практиките на Европската Унија. Значи, истражувањето е презентирано и прикажано дека Република Македонија кореспондира со практиките на Европската Унија, воведува мерки за поддршка на младите и состојбата со младинско вработување е се подобра и подобра.
Компанијата Авточајка на ден 25 април сабота ќе организира тест возење на возилата од марката Toyota. Возилата ќе бидат поставени пред трговскиот центар Palma Mall во сабота од 10 до 15 часот. Лидерите на Европската Унија на денешниот самит во Брисел треба да усвојат хитни мерки за спречување на масовниот прилив илегални имигранти преку Медитеранот. Во предлог резолуцијата се наведува решеноста на лидерите да се преземат систематски напори за идентификување и разбивање на криминалните мрежи кои го организираат шверстот со луѓе. Земите членки на Европската Унија начелно се согласиле да се вратат над 150.000 имигранти и бегалци кои преку Либија се префрлаат до европското копно, пишува Guardian. Меѓу предложените потези е потопувањето бродови на либискиот брег пред тие да бидат наполнети со бегалци. Таквата меѓународна акција со одобрување на Обединетите нации успешно беше применета против пиратите покрај брегот на Сомалија. До самитот доаѓа откако деновиве над 800 луѓе се удавија во близина на брегот на Либија. Францускиот премиер Мануел Валс изјави денеска дека 5 екстремистички напади биле спречени во земјата од јануари по нападот на милитантите до Исламската држава, при кој загинаа 20 лица. Валс во моментов е под притисок за спроведување на мерки кои на властите ќе им дадат поголеми овластувања за надзор. Според него, заканата од терористички напади никогаш не била толку значајна. Францускиот министер за внатрешни работи ја потврди информацијата, објавена изутринава на радиото РТЛ, дека едно лице уапсено минатата недела во Париз кој подготвувало атентати врз една или две цркви. Според информациите, лицето бил опасен исламски радикал и тоа било уапсено во неделата на 19 април. Тој има 23 години и е со алжирско државјанство. Авиони на коалицијата предводена од Саудиска Арабија го продолжија бомбардирањето врз позиции на шиитските хути бунтовници во Јемен, само еден ден откако тие беа прекинати со образложение дека биле постигнати саканите воени цели. До ова дошло бидејќи бунтовниците успеале да заземат една воена база на силите лојални на претседателот Абд Рабу Мансур Хади. Во меѓувреме бунтовниците побараа прекин на воздушните напади како услов за почнување мировни преговори со посредство на Обединетите нации. Поради две ерупции на вулканот Калбуко, најмалку 1500 луѓе биле евакуирани во јужниот дел на Чиле. Првата ерупција се случила вчера, утринава втората, пошто била прогласена тревога, а населението во радиус од 20 км било превентивно евакуирано. Алармантна состојба била прогласена и на јужниот дел на Аргентина, околу 100 км од вулканот. Вулканот Калбуко не бил активен 43 години. Беше навистина импресивно да се види огромен облак во вид на печурка, како со сета сила излетува од вулканот. Во тој момент имаше многу паника, сообраќаен метеж, хаос. Луѓето бегаа, бараа вода, некои се обидуваа да извадат пари од банкоматите, сведочат жителите. Чиле го има вториот најголем ланец вулкани во светот по Индонезија. Денес имавме сончево и топло време. Попладне на места имаше зголемување на облачноста. Утринските температури се движеа од -2 до 8, а дневните од 12 до 20 степени Целзиусови. Утре не очекува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Попладне нестабилно со услови за локални врнежи од дожд. Утринските температури се движеа од 0 до 10, а дневните од 11, односно до 20 степени Целзиусови. Овде ги завршуваме денешните регионални вести. Благодарам за вниманието. Пријатно.